Ви благодарам на сите на присуството и на големиот интерес што сте вечерва тука. Благодарам што издвоивте од вашето слободно време да бидете присутни на презентацијата или дебатата на програмата за функционирање на јавното предпријатие Лајка, чија програма беше усвоена на последната седница на Советот на град Скопје, а таа е програма за благосостојба на животни скитници на подрачјето на град Скопје во 2020 година и вториот документ инвестиционата програма за јавното предпријатие Лајка. Во изработка на овие два документа е вложено исклучително многу труд со цел новото јавно предпријатие веќе од првата година или од почетокот на своето активно работење да почне да дава видливи резултати во насека на видливо намален број на кучиња на улиците, намален број на каснувања од уличните кучиња, но и намален број на неодговорни сопственици, спречување на потенцијално труење на улични кучиња, масакрирање нивно, што го имавме во минатото, и слични несакани последици. Во овој процес паралелно се одвиваше со изградба на целосно нов стационар со значително подобрени услови за чување на заловени кучиња, но за тоа не сакам сега да зборуваме во оваа сала. Затоа ќе ја повикам, кој ќе го отвараме многу бргу стационарот за да ги видите стандардите кои што успеваме да ги доловиме за бездомните кучиња. Можам да кажам за себе лично дека сум првиот градоначалник на овој град кој што му пристапил сериозно и одговорно на овој проблем, кој што води кон некакво оптимално решение. Под тоа, јас лично подразбирам уличните кучиња да бидат сведени на прифатлив минимум, кој што ќе значи незначителен број на каснувања на улични кучиња во текот на една година. Но тоа значи и воспоставување на системско решение, што нема да подразбира убивање на кучиња, а истовремено ќе биде долгорочно и одржливо решение за нашиот град. Ова е прашање кое што природно предизвикува дебата во јавност и остава простор за многу недоречености, кои сакам токму сега да ги расчистиме со цел да си помогнеме едни на други. Да ја завршиме сите својата работа, за што впрочем имаме обврска и кон граѓаните, но и кон животните. Без разлика дали сме дел од институциите или дел од невладиниот сектор во делот на заштита на животните. За таа цел и јас лично и екипата моја, мојот тим, им дадов задача да состават список на најчесто поставувани прашања во јавноста, за кои што подготвивме одговори кои што верувам ќе сакате да ги чуете, со можност на крајот да ги продискутираме. За истите да изнајдеме заеднички јазик, да примиме нови предлози и сугестии кои што ќе бидат применливи во конкретен случај. Кои се прашањата што во изминативе неколку денови, да ги речам, највеќе преовладуваа во јавноста? Кои се главните промени во однос на претходната програма? Најнапред во начинот на заловување на кучињата ќе се воведат два вида на тимови. Едниот кој што работи по програмата и вториот кој што ќе делува интервентно таму каде што ќе ни се јави итна потреба. Тоа досега го немаше. Ветеринарна амбуланта во состав на предпријатието со вработени лиценцирани ветеринари кои што ќе го вршат прегледот на заловени кучиња, а не како претходно, кога тоа зависело дали поминал тендерот, кога поминал тендерот, кој дал најевтината цена, кој дал најевтината услуга и слични административни пречки кои што реално, и сите знаете, особено вие активистите, дека имавме случаеви дека едната иста амбуланта години, да не кажам децении, ги добиваше тендерите за третман на заловените животни. А никој од нас не бевме задоволни од тој третман. Трето, воведени се брзи тестови за дијагностицирање на заразни болести. Овие тестови во минатото ги плаќавте токму вие активистите, а денес се покриени со програмата за работата на предпријатието. По дијагностицирањето на за прв пат болните кучиња им се дава шанса да преживеат. Со тоа што се нудат за вдомување кај заинтересирани граѓани кои што ќе превземат обврска да го лечат кучето на сопствен трошок и на тој начин да го спасат од еутаназија. Во стационарот ќе има возила за брза интервенција при итни случаи од каснување на куче кои ќе бидат на располагање на граѓаните 24 часа. Граѓаните ќе имаат можност со SOS телефонска линија да пријават повреда од каснување од куче, а дежурниот вработен на линијата е должен да го пријави
како итен случајот во стационарот и во Агенцијата за храна и ветерина, чиј што инспектор е должен понатаму да постапи согласно законот. Доколку куќето кое е нападнало е на местото на настанот, веднаш ќе биде заловено, а потоа ќе се постапува по проценка на ветеринарот и пропишаните правила на програма за прием на ново животно во стационарот. Со цел да се спречат злоупотреби, воведени се построги правила за еутаназија. Утврдени се точни протоколи за примена на евтаназијата и за тоа кои болести може да се лекуваат кај кучињата, а не како претходно ветеринарот да одлучува по сопствено убедување. Со тоа се избегнува моментот да се евтанизира куче кое не морало да се евтанизира или обратно, да не се евтанизира куче кое подоцна може да шири опасни неизлечиви заразни болести. Дилема. Зошто е напуштен принципот залови, стерилизирај, пушти или врати на место кај што е заловено? Овој принцип не е напуштен. Туку се спроведува во услови кога за заловеното куче ниту еден потенцијален вдомувач нема да покаже интерес за вдомување согласно пропишаните критериуми за вдомување. Преку активна примена на мултифункционален веб-сайт и на социјалните медиуми, граѓаните ќе може да видат фотографии од животните кои што ќе бидат објавени за вдомување, како и да се информираат за сите активности и работењето на стационарот. Секој граѓанин кој што ќе сака да вдоми куче, најпрво ќе мора да пополни прашалник за вдомување, со внесување на своите лични податоци од лична карта, потоа ќе изврши разговор со стручното лице вработено во стационарот, за да се процени дали вдомувачот е соодветен и би бил одговорен собственик на тоа куче. По разговорот и пополнетиот прашалник, доколку вдомувачот е соодветен, треба да оствари контакт со животното кое сака да го вдоми и минимум 2 пати пред да му биде дадено на вдомување, да го посети во стационарот и со него да помине време. Назначени вработени од стационарот имаат обврска да го посетат вдомувачот ненајавено, со цел да се утврди дали го чува соодветно и во согласно со Закон за благосостојба на животните вдоменото куче. Секој вдомено куче и неговата срекна приказна се објавува на веб-сајтот и на социјалните медиуми со цел поттикнување на граѓаните да вдомуваат од стационарот, со што би се намалил и со тоа бројот на бездомните животни на улица. Се воведува и можност граѓаните да се грижат за бездомните кучиња, односно делумно да ги посвојат, а во тој случај процедурата и одговорноста на граѓанинот кој се грижи за бездомното куче е еднаква на граѓанинот кој што вдомил куче. Неодговорното постапување со секое вдомено или бездомно куче за кое се грижи граѓанинот ќе си подлежи на санкција. Зошто да се заловуваат кучињата рано наутро? Бидејќи и кучињата во тој период на денот се најпасивни, а и фреквенцијата на луѓе на улица е сериозно намалена. И на тој начин тоа е побезбедно и за самите заловени кучиња, меѓутоа и за луѓето кои што поминуваат во близина на местото каде што се врши заловувањето. Зошто построги правила за евтаназија? Со цел да се избегнат можните злоупотреби да се евтанизираат здрави и неагресивни кучиња или можеби да се пуштат на улица кучиња кои би требало да се евтанизирани, кои подоцна можат да шират опасни неизлечиви заразни болести. Утврдени се точни протоколи за примена на евтаназијата и за тоа кои болести може да се лекуваат кај кучињата, а не како претходно ветеринарот да одлучува по сопствено убедување. Програма за евтаназија смее да се изведе само како последна опција во случај кога нема никој заинтересиран да го превземе понатамошното лекување на многу болно животно или животно заболено од болестите лишманија и срчев црв, како и случај кога станува збор за екстремно агресивно животно за кое што нема можност за ресоциализација. Нели може да се остават животните да продолжат да живеат со некој од болестите? Да, може. Тоа порано не беше случај, но сега постои таква можност. Заболените кучиња, неизлечиво болни или заболени од болестите лишманија и срчев црв, може да се вдомат во рок од 72 часа и да добијат шанса да бидат излечени на трошок на новиот сопственик. Одлуката за извршување на евтаназија може да се донесе ја донесе само овластено ветеринарно лице, при што неопходна е детална аргументација на ваквиот чекор во регистарот на евтанизирани животни. Евтанизираните животни се отстрануваат на еден од законски пропишаните начини. Со кои невладени организации е работена програмата на Лајка?
Важно е да се нагласи пред воопшто да почне да се пишува програмата на Лајка. Веднаш по моето превземање на функцијата градоначалник на овој град, донесов решение за формирање на работна група составена од членови на Советот на град Скопје, представници на стручните служби на градот и представници на повеќе здруженија за заштита на животните. 3 по-конкретно: Анима Мунди, Кане Корзо и Асоциација на активисти на права на животни. Работната група беше формирана со задача детално да ги утврди условите, начинот и системот на згрижување на бездомните животни, да ја утврди фактичката состојба во тогаш постојниот стационар и да даде соодветни препораки за понатамошно делување и функционирање со цел подобрување на условите за престој и третман на бездомните животни на подрачјето на град Скопје. Работната група по извршениот увид во состојбите на стационарот за хуман третман на уличните куќиња Бардариште изготви извештај со препораки кој што беше усвоен од страна на Советот на градот Скопје и презентиран на јавноста. Дел од овие препораки се применети во програмата. Програмата не е пишувана од невладиниот сектор непосредно, но во нејзиното изготвување се применети препораки од работната група во која што учествува представници од овој невладен сектор. Но и покрај овие здруженија во изготвувањето на програмата учествува и активни поединци, стручни служби на градот, професори по ветеринарна медицина и лица од Агенција за храна и ветерина. Програмата за работа на Лајка е пресериозен документ да може некој така лесно да го исклучи невладиниот сектор, граѓанските активисти кои што сакаат да помогнат или стручната јавност. Напротив, тој процес мора да биде доволно широк и инклузивен, во себе да вклучи што е можно поголем број на стручни лица од различни сфери на делување со цел да добиеме што е можно поквалитетно решение. Нели немаше да правите резерват? Да, по направените консултации со експерти од повеќе области на оваа тема заклучивме дека идејата за правење на резерват не е лоша доколку се спроведе на вистинскиот начин. И таа во програмата е дадена како алтернатива, не како должност. По постоперативниот период куќињата остануваат во стационарот уште 10 дена или 21 ден во случај на вдомување во странска држава, во кој период активно ќе се бара дом за тоа куќе. Доколку не се вдоми, истото се враќа на локацијата каде што е заловено или трајно би се сместило во евентуалниот резерват за куќиња. Резерватот е најдобра опција за заловените куќиња од причина што со сигурност знаеме дека таму куќињата ќе бидат соодветно поделени во групи, според возраст, пол и темперамент, згрижени, нема да талкаат по храна, ќе бидат вакцинирани, а во соработка со здруженијата кои ќе можат секојдневно да ги посетуваат, хранат и удомуваат овие куќиња. Зошто не следите странски искуства? Следени се достапните странски искуства, но тука мора да се има во предвид дека тоа не се искуства од Западна Европа. Затоа што тој проблем таму не постои. Затоа што тој проблем веројатно таму е решен пред десетици и десетици години и за жал морам да кажам на многу по-нехуман начин од тоа што ние сега го правиме. Искуствата можеа да се црпат само од земји од Источна Европа, Азија и Африка, и тоа не само што е направено, туку со помош на локалните експерти, нашите домашни од оваа област, е прилагодено на специфичните услови и околности во кои што се наоѓа градот Скопје, одредени често пати по географски, биолошки или општествени детерминанти. Јас сум отворен за разговор со секој од вас. Не со подсмев, со сериозност. Затоа што мислам дека ова не е проблем на кој што треба да се подсмеваме, туку треба сите заеднички да пристапиме сериозно. Спремен сум да ги слушнам сите мислења кои што се аргументирани, спремен сум да ги слушнам сите мислења кои што се засноваат на позитивните законски прописи, со цел да заеднички обезбедиме хуман третман и благосостојба на бездомните животни. Ви благодарам.